Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Мудрост Сирахова 47 глава. Натан пророкуваше во деновите на царот Давид. Како мрсот што се одделува од жртвата за мир, така Давид беше одделен од синовите израелски. Со лавовите си играше како со јариња, а со мечките како со јагниња. Во младоста своја тој зар не уби Горостас и со тоа не ја ли симна навредата од народот? И кога рака крена со камен во праќа, зар не го понизи гордиот Голијат? Тој повика кон Господа Севишен и Господ и даде сила на десната негова рака, да го понизи тој силен и за борба човек и да издигне силата на народот свој. Затоа народот со 10.000 го величаше, прославувајќи го Господа и го смета за достоен да носи круна на славата. Зашто ги победи непријателите и ја смири силата на филистејците, така што и денес силата нивна е скршена. По секое свое славно дело тој го прославуваше Господа, благодарејќи му на Севишниот. Со сето свое срце го воспеваше и го љубеше тој Создателот свој. Пречртвеникот пејачи постави, со нивните гласови песната да ја заследи. Тој на празниците свеченост им даде и со точност ги определи времињата. Пејачите името негово пресвето да го прославуваат и светилиштето веќе од рано утро се огласуваше. Затоа Господ гревовите му ги прости и вечно силата негова ја издигна. Царскиот завет му подари славен престол на Израел. По него мудриот син негов се издигна и поради таткото свој безбедно живееше. Соломон царуваше во мирни дни, зашто Бог од сите страни мир му подари, за да изгради дом на името негово и да подигне светилиште вечно. Колку мудра во младоста своја беше ти и полн со разум како река. Со душата твоја земјата ја покри, со мудри зборови ти ја исполни. До далечните острови името твое се прослави, во мирот твој возлюбен беше. Со песните и зборовите твои, со изреките и мудроста светот се восхитува. Во името на Господ Бог наречен Бог Израилев. Си насобра злато како бакар и го умножи среброто како олово. Но потоа, телото твое на жени го даде, со телото твое роб нивни стана. Врз славата твоја дамка стави, го оскверни родот свој, навлече гнев на децата своји, над безумството твое горко плачеа. Власта се раздели и од Ефрем започна непокорното царство. Но Господ не ќе остави својата милост и не ќе разурне ниедно од своите дела. Не ќе ги уништи потомците на избраниот свој, нема да го погуби народот на оној што него го љубел. Остатокот на Јаков му го даде и коренот од него, на Давид. И почина Соломон покрај своите предци, а посебе на народот од родот свој безумност му остави. Малумниот Ровоам, кој го одврати од себе народот свој. Јеровоам, Неватовиот син, кој во грев го воведе Израел. И на Ефрем, патот греовен му го покажа. И гревовите нивни толку се намножија, така што од земјата своја истерани беа. Посегнуваа по секое зло, се додека од маздата не дојде врз нив. Мудрост Сирахова 48 глава. И стана како оган пророкот Илија, и како пламен од факел гореа зборовите негови. Тој ним им испрати глад, а со ревноста својот бројот им го намали. Со зборот свој небото го заклучи и оттаму 3 пати оган симна. Со чудата свој, колку си се прослави Лилија, а по слава кој може со тебе да се споредува.
Ти мртовец подигна од смрт и од пеколот по зборот на Севишниот. Ти кутна во погибел цареви и истакнати личности од нивното легло. Ти слушаше на Синај изобличување против нив и на Хорив суд за одмазда. Ти цареви за награда помаза и пророци за своји наследници. Ти беше грабнат од огнен виор на кола со огнени коњи. За изобличување на твоето време, предзначен беше, за да го смириш гневот пред да мине во жестокост. Срцето на таткото кон синот негов да го свртиш и племињата на Јаков да ги обновиш. Блажени се оние кои што те видоа и оние кои што со љубов се украсија. И ние живот ќе имаме. Илија, во виор сокриен беше, а Елисеј со духот негов се исполни. Предвладетел не трепереше во своите дни и никој не го надмина. Ништо не го повреди и по неговата смрт телото негово пророкуваше. Додека беше жив чуда правеше, а по смртта дела пречудесни. Но покрај сето тоа народот не се покаја, од своите гревови не отстапи, додека во робство не го одведоа и по цел свет не го расеаја. И сосем малку од народот остана и еден кнез од домот на Давид. Некои од нив вршеа што е право пред Господа, а други гревовите своји ги умножуваа. Езекија, градот свој го утврди, вода во него доведе, со железо карпа прокопа и базени за вода направи. Во негово време се крена Санхерив против него. Таму Раврашек го прати, кој дигна рака на Сион и во гордоста своја се правеше многу голем. Тогаш им се стресоа срцата и рацете и како родилки се мачеа. Кон милостивиот Господ повика, раце кон него креваа. И светиот ги слушна набргу од небото и ги избави со раката на Исаија. Тој ја порази војската асирска и ангелот негов сите ги истреби, зашто Езерија вршеше што е угодно пред Господа и право одеше по патиштата на својот татко Давид, како што заповеда Исаија, голем и верен во своите виденија. Во неговите денови сонцето назад се врати и тој на царот животот му го продолжи. Со својот голем дух ја предвиде далечната иднина и ги утешуваше оние што тагуваа во Сион. Ја објави иднината се до крајот на времето и се што било сокриено пред да се исполни. Мудрост Сирахова, 49 глава. Споменот за Јошијаху е како миризлив темјан, приготвен од вешт мироварец. Во секоја уста ќе биде сладок како мед и како музика на гозба при служење со вино. Тој направи се за обраќањето на народот и ги истреби гнасотиите на беззаконието. Кон Господа срцето свој го сврте и во тоа безбожно време побожноста се застили. Освен Давид, Езекија и Јошијаху, сите тешко сгрешија, зашто тие го напуштија законот на Севишниот и јудејските цареви ги снема. Зашто силата своја им ја предадоа на други и славата своја на туѓи народи. Избраниот град на светињата беше изгорен и улиците негови беа опустошени, како што прескажал Еремија. Него го жалостија, иако тој беше оставен за пророк, да искоренува, да соборува и да уништува, како и да гради и да сади. Езекил го виде јавувањето на славата, која му ја покажа Бог во херуимска кола. За непријателите напоменуваше во вид на дожд и добро им најавуваше на оние кои ги исправуваа своите патишта. И 12 пророци, коските да им процутат во нивните гробови. Јакова го утешуваа и го спасуваа со својата вистинска надеж. И Зоровавел, како да го прославиме, и тој како прстен на десната рака, а исто така Исус, Јоседоковиот син.
Тие во своето време изградија дом и го востановија светиот храм на Господа, за вечна слава предодреден. Голем е споменот и на Неемија, кој ги изгради паднатите градски ѕидови и постави врати и резиња, а ги обнови и урнатите куќи. Немало на земјата некој да создаде како Енох. Тој беше однесен жив од земјата и не се родил в маж како Јосиф, глава на браќата. Подкрепа на народот и коските негови беа почитувани. И Сим, и Сид, меѓу луѓето беа славени, но Адам е над сите живи созданија. Елиезер.